Со инвалидска количка струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов беше донесен на судењето за даночно затајување и измама, злосторничко здружување и перење пари. Мозокот на операцијата која незаконски испрала десетици милиони евра по основ на нелегален поврат на данок на додадена вредност, беше донесен од затворот во Шутка, каде се пожалил дека му се влошила здравствената состојба. Му закажале преглед кај специјалист за утре, па затоа денеска судењето беше кратко, односно прекинато по негово барање. За обвинителката Верица Бержецка Крстева нема писмена промена за ефективниот притвор, му биде заменет со куќен, на што инсистира одбраната. Крмзов не се изјасни ниту за вина за делата кои според обвинителството ги сторил во периодот од 2019 до 2024 година. Во криминалот му помогнале внуци од неговите брат и сестра, Васе Панајотов и Зуле Крмзова, а во шемата биле вклучени раководители, односно формални сопственици на 13 фирми и тројца сметководители, сега обвинети. Меѓутоа, и по барање на обвинителството да се достави документација или вештачење во однос на неговата здравствена состојба, такви барања не беа поднесени. Така да обвинителството ќе се произнесе конкретно кога ќе располага со сознание дека има промена на околности или дека има битни околности поради кои тој е спречен да ја следи главната расправа. Таквите обврски се меѓусебно прикривани со фиктивни фактури меѓу поврзаните правни лица и со тоа се затвара впрочем кругот на тој данок. Значи се доаѓа на нула со тоа што тие меѓусебно си ги фактурираат како излезен така и влезен данок. Одбраната ќе докажува дека Крмзов и групата не направиле штета на државната каса, а бараат тој од Шутка да оди во куќен притвор. Се тие договори кои што сака да ги направи дека се фиктивен промет се предмет на одоначување и на данок на добивка и на персонален данок и по сите основи и приходи и расходи, значи целокупната книговодствена евиденција секаде е прифатена и секаде се книговодствени документи, само кога доаѓа моментот на поврат, сака да го докажат дека е фиктивен промет. Очигледно, мислам, и камерите може да забележат во каква состојба е донесен. Неблагодарно е да ја коментираме со состојбата, сметам дека условите се тие. Според обвинителството, групата покажала повисок влезен данок на додадена вредност во износ од над 67 милиони евра, а од управата за јавни приходи им бил исплатен незаконски поврат од околу 22 милиони евра. Средствата потоа биле префрлани меѓу правни лица со цел прикривање на потеклото, а дел биле користени за купопродажба на имот, враќање кредити, подигање готовина и плаќање добавувачи. Дополнително со околу 7 милиони 430 илјади евра биле покривани даночни долгови. Во постапката е предложена конфискација на имоти средства, од кои дел веќе се замрзнати, додека дел од пријавите се отфрлени поради недостиг на докази, а предметите за инспекторите се препратени во Струмица.